продолжи субвенционирањето за да се заштити стандардот на граѓаните. Опозицијски пратеници се степаа со полицијата и поддржувачи на Вучич пред Српското собрание. 13 загинати во пожар во стамбен комплекс во Хонг Конг. Во овие вести во живо информираме за случувањата во основното училиште Димо Хаџидимов во општината Карпаш. Останете со нас. Голем број на ученици од училиштето Димо Хаџидимов во Карпош се пожалиле на силни болки во стомакот и повраќање. Дел од училниците денеска останаа празни, а откако се проширија информациите и дел од тие кои беа присутни на настава си заминаа дома. На терен е колешката Тамара Дичевска, имаме во живо во овие вести. Тамара, кои се информациите? Што се случува? Има информации дека има хоспитализирани деца, па и такви дека помеѓу хоспитализираните бил и синот на премиерот Мицковски. Кои се информациите што успеа да ги обезбедиш? Да, Иван, голем број на ученици кои што учат тука во основното училиште Димо Хаџидимов пројавиле симптоми на повраќање, силни болки во стомакот, меѓутоа и диарија. Оние што се посериозни симптомите кај нив веќе се хоспитализирани, како што напомена и ти, помеѓу хоспитализираните и помалиот син на премиерот Мицковски, како што ни потврдија од неговиот кабинет. Денеска тука во училиштето наставата се одвиваше непречено, можам да кажам, истото ни го потврди и директорката и ние дури сме тука излегуваа деца од училиште како што им завршиле часовите, меѓутоа голем број на родители, ние во текот на целиот ден бевме тука, денеска си ги земаа своите деца од училиште, им било јавено да ги земат, кај некој во оделение повеќе деца ги имале овие симптоми, некој пак и превентивно не ги пуштиле на училиште, меѓутоа се уште не се знае причината за овие силни болки и повраќање и диареја. Најпрво родителите велат дека се сомневале на стомачен вирус, меѓутоа станува збор за деца од различни оделенија, некое дете од прво оделение, некое дете од 6 и 7 оделение, па затоа почнале поради големиот број на деца кои што ги пријавиле истите симптоми почнале да се сомневаат и на труење, меѓутоа или на труење од храна, како што велат за сител, или пак од труење од водата во училиштето, бидејќи како што ни посочија на задниот дел од ово училиште се вршат градежни активности, се прави спортска сала и дел од родителите се сомневаа дека можеби водоводните цевки при изградбата настал некој проблем со нив, па затоа можно и од тоа да се затруле децата во училиштето, меѓутоа официјалната причина се уште не се знае. Денеска тука речиси сите инспекцијски служби дојдоа, се земаа мостри и од кујната, брисеви и од вработените во кујната и од работните површини, меѓутоа и од водата. И во текот на следните денови ќе треба да резултатите да покажат на од што настанале овие здравствени проблеми, односно повраќање диареја кај овие деца. Па предлагам во продолжениот прилог да ги видиме деталите околу тоа што знаат родителите кои си ги земаат децата од училиштето, меѓутоа изјавата од директорката за тоа што станува збор во основното училиште Димо Хаџидимов во Влај. Со болки во стомакот, повраќање и диареја се пожалиле голем број ученици во основното училиште Димо Хаџидимов во Влај. Дали станува збор за труење или пак за стомачен вирус, допрва институциите ќе треба да утврдат. Во училиштето денеска, иако имаше настава, родителите си ги земаа поголемиот број од децата, но ни тие не знаат за што станува збор. Во секое оделение е различна бројката на ученици кои се пожалиле на овие симптоми. На некои од родителите им било јавено да си ги земат децата од училиште, некои и воопшто не ги пуштиле на настава. Го земем уште од збора дека имало 3 дечиња болни или се што е поиме немаме да ви кажам право и затоа ми се јавија да го земам. Има настава, меѓутоа имало некој вирус и затоа малку порано така да се заштитиме. Ви кажа и другите дечиња од оделение не се во училиште? Па да, она кажува дека многу деца фалат, дека нема многу во училиште затоа што се болни. Да, ни јавија да ги земеме, дека нема да има дневен престој. Тоа што се случува не би знае. Ака имаат симптоми на стомачен вирус, меѓутоа и ве видовме земаат испитувања некои премиероци. Не знам, стварно само ми јавија да го земам детето. Родители кои се јавија до редакцијата на Сител велат дека и некои од нив ги пројавиле истите симптоми и заедно со децата отишле на инфективната клиника, каде се сретнали со други дечиња од училиштето. Првично се сомневавме на стомачен вирус. После тоа, кога видовме сите родители колкав е размерот, сите почнавме да се сомневаме дека или од храната или од водата. Меѓутоа има и деца што се во многу повисоки оделенија, во 6-то, во 7-то оделение, што се болни, има и родители што префаќаат, наставниците се, некои од нив се болни, така да стварно
не можам да преюдицирам дали ова некој вирус, дали ова некоја бактерија или труење на децата, сите им зема примероци од крв. Во училиштето денеска влегоа и екипите од водовод и санитарно-здравствените инспекции. Се зема мостри од водата во училиштето и од кујната да се утврди што е причината за повраќањето и диарејата кај децата. Директорката вели нема точна бројка за колку ученици станува збор, но откако учениците од помалите оделенија се пожалиле на овие симптоми, ги викнале сите надлежни институции денеска да проверат од каде е проблемот. Институтот за јавно здравје има 6 деца кои што се веќе со пријава кај нив. Останатите кои што се со матични доктори или го пријавиле тоа на друго место, немаме точна бројка. Отсуствата на деца денеска беше поголема поради тоа што имаше и отсутни деца од превентивни причини задржани дома. Пријавено е во сите институции кои што се надлежни за ваквите состојби, кога не е детектиран причинител, Агенција за храна и ветеринарство, Центарот за јавно здравје, Државниот санитарен инспекторат и се уште се тука на терен екипите кои што ги испитуваат сите состојби, земаат мостри од сите места. Наставата во училиштето денеска тече непречено, бидејќи има оделенија каде се присутни сите ученици. Тамара, ете, слушнавме од твојот разговор со директорката на училиштето дека се уште нема точни бројки за тоа колку деца пријавиле симптоми на труење, силни болки во стомакот, меѓутоа кои се информациите од здравствените власти? Се знали точната бројка на деца кои што во моментов се наоѓаат во болница и каква е нивната состојба? Точна бројка, Иван, нема за тоа колку се хоспитализирани. Има неколку деца кои што се хоспитализирани, учеле во ово училиште. Меѓу првите хоспитализирани е и синот на премиерот. Меѓутоа, во комуникација со докторите велат дека бројката постојано се менува, односно кај некои се влошуваат симптомите, а веќе и родители се јавуваат дали за преглед на нивните деца. Меѓутоа, велат дека точна бројка не може да имаат, бидејќи до вечер или во текот на денот таа може и да се промени. Кујната веќе во ово училиште е затворена, како што кажав, се земаа мостри од секаде, но околу здравствениот дел и разговорите со докторите, меѓутоа и со здравствените центри, деталите ги има колешката Сања Дмитровска. Десетици основци прегледани, неколку хоспитализирани на детска клиника поради посериозни стомачни симптоми на повраќање и диареја. Сите се ученици од Димо Хаџидимов од различни оделенија. Од клиниката информираа дека од синоќа и во текот на денот постојано доаѓаат нови деца со своите родители и не може да ја кажат точната бројка на прегледи. Оние кои веќе се задржани на болничко лекување се поставени на соодветна терапија. Меѓу хоспитализираните и помалиот син на премиерот Христијан Мицкоски. Тие беа со јака стомачна болка и интензивно повраќање, едното од нив повраќаше на секој пола час. Денеска е постабилно, подобро, стабилизирано, значи има потполната медицинска грижа и нега. Постои се сомнеж за евентуално алиментарна интоксикација, значи труење со храна или вода. Тоа е поради поврзаноста на епидемиолошките податоци. Ова го вклучи алармот кај инспекцијските служби. Утринава инспектори од ДСЗ и АХВ и ЈЗ земале мостри од храна, од работни површини, брисави од вработени, како и примероци од вода. Врши затворање на кујната како потенцијален извор на зараза и дава решение на забрана, во кое што решение се наложуваат и мерки кои што треба да ги превземе операторот, односно вонредно чистење, вонредна дезинфекција и дератизација од овластена институција и спроведување на вонредни здравствено-хигиенски мерки за вработените. На наше инсистирање, нели, како институт и покрај тоа што не беше предвидено, ние сепак земавме и од водата. Така да во очекување сум да се врати тимот и да ги видам и анкетите епидемиолошки колку што се направени, на што укажува да ги разгледаме се и ќе се работи денеска и во втора смена. Која е причината и дали од што настанало труење што ги вознемири и родителите и децата? Како што велат и од Агенцијата за храна и ветеринарство, по завршување на контролите и добивање на резултатите, јавноста ќе биде информирана.
Сања Димитровска, Сител телевизија. Да, Иван, како што можевме слушнаме и од прилогот на колешката Сања Димитровска, се дури се чекаат резултатите, да се знае од која е причината за децата кои ги пројавиле овие симптоми. Сепак тука во училиште наставата продолжува, како што можев да забележам, и дури сме тука со колегата Златко. Дечиња излегува од ова училиште и директорката претходно ни кажа дека и наставата и во втората смена ќе тече непречено, бидејќи има одделенија во училиште каде што нема ниту едно заболено дете, така што наставата не е прекината за целото училиште, туку превентивно за оние родители кои што не сакаат да ги пуштат или каде што има повеќе заболени деца во едно одделение. И можам да кажам дека во текот на целиот ден тука беа екипите кои што вршеа нели прегледи, зема брисеви и мостри. Допред некое време беа тука, директорката не можеше да излезе бидејќи седеше со нив во текот на целиот ден, се правеа точни записници за секој посебно и секако во исчекување сме на резултатите околу тоа што ги предизвикало овие силни болки во стомакот, повраќање и диареја кај голем број ученици од ова основно училиште во Влаа. Ќе следиме состојбата. Тамара Дичевска, ти благодарам за овие информации. Комисијата ги избра тројцата кандидати за судија во Страсбур. Адвокатите Јордан Апостолски, Наташа Бошковска и професорот Сашо Ѓоргиевски. Владината реконструкција ќе заврши само со наследник на Меджити. Филипче обвинува дека владата ја кочи државата. Да, комисијата ги избра тројцата кандидати за судија во Судот за човекови права во Страсбур. Како предлог на оценка во Советот ќе одат Јордан Апостолски, Наташа Бошкова и Сашо Ѓоргиевски. На денешната седница одлуката за тројца кандидати кои ќе ги предложиме на експертскиот панел, согласно одлуката на владата, падна за адвокатите Јордан Апостолски, Наташа Бошковска и професорот Сашо Ѓоргиевски. Или до петок, или во понеделник ние веќе ќе се обратиме до експертскиот панел. Колку брзо експертскиот панел ќе ни одговори, не можам да предвидам. Но еве хипотетички да ни одговори во рок од 10 дена. Ние потоа треба да известиме владата. Откако ќе известиме владата? Владата треба формално да ги предложи трите кандидати, доколку добијат позитивно светло од експертскиот панел, до комитетот. Потоа ќе се спроведе постапка на интервјуирање на овие тројца кандидати. Значи, тие ќе одат или ќе бидат интервјуирани од комитетот при Советот на Европа. Дури од кога ќе завршат тие постапки, предлогот формално оди на пленарен состанок на Советот на Европа. Пленарниот состанок е во јануари. Јас се сомневам дека ќе стигнеме. Наредниот е април. До април сигурно ќе биде. Беким Сали веројатно ќе биде единственото име што во понеделник ќе се најде во предлогот на премиерот Мицковски за нов член во владиниот кабинет. Според последните информации, договорот меѓу владините партнери е првата фаза да заврши само со избор на наследник за Меджити. Катерина Нешкова ги има деталите. Пратеникот и екс-министер за здравство Беким Сали веројатно ќе биде единственото име што во понеделник ќе се најде во предлогот на премиерот Мицковски за нов член во неговиот кабинет. Известно е дека ќе има и вице-премиерска и министерска позиција, но се уште се разговара кој ресор би го презал. По заменувањето на Изет Меджити празно место засега единствено има во Министерството за животна средина, но премиерот вели дека се уште се разговара за позициите. Мицковски е дециден дека вреди со промените не добива плюс место во владата. Оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата, на политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата вреди ќе ги задржат, така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори, така што тоа е веќе во рамките на нашата земјничка коалиција договорена, а околу имињата очекувам дека веќе во понеделник ќе ги доставам откако ќе бидат искристализирани, но тоа се оние имиња горе-доле кои што циркулираат во јавноста. Сали е единственото име кое официјално го потврдуваат и од вреди. Оттаму велат дека меѓувладините и меѓукоалицијските разговори течат, но и дека се прават пресметки за евентуална транзиција на нови пратеници од албанскиот блок, или пак барем да се обезбеди Бедентерово мнозинство во собранието за реформските закони од судството, изборниот законник и новиот народен правобранител. Сигурно е дека Беким Сали ќе биде вице-премиер
и точно знаеме дека некои празни места што се моментално во министерствата мора да се пополнат. И ова е заедно со лидерите на политичките партии, заедно со премиерот Мицковски, разговараат што побрзо да ги пополнаме овие места. Албанската опозиција во ова време е во транзиција, си оди еден пратеник, после еден друг, после една политичка партија и за сега е потешко да разговараме и пошто не знаеме со кого, значи мораме со различни партии да разговараме индивидуално, но се трудиме да најдеме заеднички јазик. Извори од албанската владина коалиција пак велат дека на Сали му е понудено и министерското место во животна средина, но тој засега не го прифаќа. Можно е да трансферира во местото на Арбен Фетаи како вице-премиер за добро владење. Фетаи пак да го добие министерското столче за евроинтеграција, а министер за екологија да стане Мухамед Хоџа. И со ваквите промени вреди повторно би го имала истиот број на владини членови. Сепак се ова треба да се очекува во втората фаза од владините измени, планирани по партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН во сабота во Кавадарци. Можни се и промени во редовите на владеачката партија, но и во редовите на ЗНАМ. Но тоа нема да биде класична реконструкција со смена на повеќе од 1/3 од владиниот кабинет на Мицковски со цел промените да поминат во побрза и пократка постапка во собранието. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Владата ја кочи државата и дури и со уставни измени не сме подготвени за почеток на преговори со Европската унија, тврди лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој денеска на дебата организирана од Националната конвенција за Европската унија во собранието упати критика до власта за неисполнетата реформска агенда. Власта пак вели дека реформските закони мора да се носат со поддршка на опозицијата, а билатералните прашања треба да се држат настрана од евроинтеграцијата. Амбасадорите побараа и брзи уставни измени и брзи реформи. Не сум сигурен дека можеби Европска унија нема повторно да врати на ниво на скрининг. И второ, дека нема да биде единствен услов решавањето на билатералниот проблем со еден од соседите, повеќе како единствен услов да се отпочнат преговорите со Европска унија, да се отворат кластерите. Зошто? Поради тоа што не сме спремни. Нема никакво придвижување, ниту во делот на припрема за отворањето на кластерите. Знаете дека уставните процеси и билатералните теми создадоа значителни политички тензии. Но сакам повторно да подвечам дека ниту едно билатерално прашање не смее да стане пречка на нашиот европски пат. Ние остануваме подготвени за принципиелен диалог со сите соседи. Словачка е подготвена и ќе биде подготвена континуирано да ве поддржува, да побрзате со одлуките што ви предстојат. Овие уставни промени треба се извршат и спроведат и во Северна Македонија и за регионот е навистина важно да се започне спроведувањето на потребните реформи. Министерот за надворешни работи Тимче Муцунски побара долгорочна стратегија на НАТО и Европската унија за целосна интеграција на земјите од регионот со цел да се спречат злонамерните актери. По заселените активности на злонамерни актери кои ги доведуваат во прашање европскиот и евроатланскиот курс, потребна е долгорочна стратегија од НАТО и ЕУ која ќе резултира со целосна интеграција на земјите од регионот во структурите на Алијансата и Унијата. Порача министрот за надворешни работи Тимчо Муцунски на отворањето на регионалната конференција стратегиски приоритети на НАТО, ЕУ и Југоисточна Европа во мултиполарниот меѓународен поредок. Антизападните наративи кои се јавуваат во делови од регионот имаат за цел да ја ослабнат довербата во институциите и да го доведат во прашање европскиот и евроатланскиот курс. Овие трендови бараат интензивна, долгорочна и координирана реакција и од НАТО и од Европската унија. НАТО е и ќе остане основата на европската безбедност, порача и заменик генералната секретарка на Алијансата Радмила Шекеринска. Во една ваква глобална нестабилност, силната трансатлантска врска е суштинска. НАТО е и ќе остане основата на европската безбедност. Секогаш ќе се браниме од секоја закана, од било која насока.
Дел од амбасадорите во земјава порача дека придонесот на секоја земја, дел од НАТО или ЕУ, е клучен за траен мир, стабилност и просперитет. Но НАТО може да стане посилен само доколку секој член на ова алијанса и натаму ги зајакнуваат своите собствени капацитети и способности. Ние мораме да ја зајакнеме Европа. А тоа не значи само единство во дејствување, туку тоа значи и реформи внатре и проширување. Експертската јавност испрати порека дека глобалната безбедносна средина се минува по се поизразените ризици и хибридни закани. Дека НАТО се стреми да ја зацврсти колективната одбрана, кохезијата меѓу сојузниците и способноста на одвраќање, а Европската унија ја гради големата стратешка автономија, отпорност и единствената надворешна политика. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Утре ќе се знае цената по која ЕСМ ќе ја продава струјата на Евана Хоум, која владата ја утврди на вчерашната затворена седница. Од владата велат дека ќе продолжи субвенционирањето за да се заштити стандардот на граѓаните. Утре ќе се знае цената по која ЕСМ ќе ја продава струјата на Евана Хоум. Владата на затворена седница вчера ја утврди новата сума, но која е таа ќе се знае откако ќе заврши тендерот на Евана. Сега повикот не е за 6 месеци, туку за цела година. Премиерот Мицкоски не откри дали ќе има поскапување. Нагласи само дека се води грижа за стандардот на граѓаните. Ние се водиме да нема големи пореметувања на стандардот на граѓаните и импликација. Од друга страна, да продолжиме со субвенционирањето, бидејќи пазарната цена на електричната енергија е околу 100 евра во моментот, а за прв пат се спроведува јавна набавка за цела година, не само за половина година. Така што во овој момент не можам да ја кажам цената, но бидете сигурни дека водиме грижа за стандардот на граѓаните и продолжуваме и понатаму да ја субвенционираме електричната енергија за сите оние кои што ја добиваат на регулираниот пазар, тоа се домакинствата. Колкави сметки за струја ќе плаќаат граѓаните по нова година најмногу зависи од цената на ЕСМ. Во моментов мегават час чини 62 евра. Регулаторната комисија наскоро треба да донесе и нова цена за пренос и дистрибуција. Според најавите, во овие ставки ќе нема големи промени. Мартин Арсов, Сител телевизија. Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече казни од по 50.000 евра за 4 маркети поради картелско здружување. Казна од над 18.500 евра доби и Сојузот на стопански комори, кој според комисијата ги координирал активностите. Учесниците постигнале усогласен став за неприфаќање нови или зголемени ценовници од добавувачите, со што ја замениле состојбата на независно пазарно однесување со состојба на практична координација. Овој вид на однесување по својата природа представува ограничување на конкуренцијата, кое е забрането без потреба од дополнително докажување на пазарни ефекти, соопшти од комисијата. Од таму велат дека казните имаат за цел да спречат идни нарушувања на пазарот и да обезбедат поголема заштита на потрошувачите и конкурентноста. Производителите на јајца најавуваат дека ќе продолжи растот на цените и на јајцата и на прехранбените производи. Велат дека главен виновник за тоа е состојбата со недостиг на производот на европскиот пазар. Цената на храната и натаму ќе расте, најавуваат производителите. Јајцата како основен прехранбен продукт за само еден месец од 90 скокна на 150 денари за пакување од 10 парчиња. Зголемената побарувачка, а намалениот број живина поради птичиот грип и појавата на токсини во јајцата се главните причини за тоа. Сега Полска од најголем извозник станува увозник, па побарувачката од соседните земји е огромна. Посебно Грција прави огромен притисок затоа што Грција увезуваше многу јајца од Полска, од тие земји, пошто ги нема од нив, таа врши притисок на овој пазар. Албанија е поскапа од нас, Грција е поскапа, Бугарија е поскапа, Србија првпат во историјата е поскапа од нас. Притисок врз цената прави поскапувањето на сојата на светските берзи, која само изминативе 3 недели поскапе за 60 евра од тон. Родот на пченката, која ја увезуваме од Србија годинава е преполовен и затоа цената оди нагоре. Дополнително продажбата стагнира поради очекуваната повисока цена при откупот, додава Догани. Србија знаете дека ова година има некаде околу 45% род во однос на ланската година и цената веќе се помести за некои 6-7-8 евра нагоре. Таму купено. Меѓутоа во моментов има стагнација на пазарот, не продаваат пченка.
затоа што сега се очекува да дојдат да се појават големите купци. Тие големи купци сега кога набавуваат огромни количини, цената се очекува да оди уште погоре. За сега државата не планира да ги замрзне цените, со надеж дека истите ќе паднат следниот период. За разлика од кај нас, соседна Србија, од септември до февруари ги замрзна маржите на основните производи. Таму може да се види дека 10 јајца се продаваат од 100 до 160 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Министерството за финансии објави дека аукцијата на третата граѓанска обврзница ќе биде на 12 декември. Износот на една обврзница изнесува 10.000 денари, а годишната камата е 4,5%, додека рочноста е 2 години. Граѓаните кои сакаат да купат обврзници треба да достават понуди во деловните банки до 10 декември. Датумот на достасување на обврзниците е 19 декември 2027 година. Проспектот за издавање е во износ од 100 милиони денари, односно 1,6 милиони евра, појаснуваат од финансии. Има ли ефект од ваучерите за електронски уред за студентите? Како се трошат јавните средства и дали злоупотребите ќе бидат санкционирани? Ќе зборуваме ли во роаминг со ЕУ, по цени како дома и докаде е процесот од реформската агенда? Во тема на денот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во продолжение